Ви благодарам на довербата и поддршката досега. Ние знаеме што тие значат и колкава одговорност ни создаваат. И нема да ви изневериме. Ова беа зборовите со кои јас на 16 март 2014 година го завршив говорот во кој вам, почитувани граѓани, ви дадов отчет за сите спроведени проекти во текот на претходниот 3,5 годишен мандат како премиер на владата на Република Македонија, заедно со представниците на владата. Тие зборови за мене не беа само реченица на хартија, или пак некаква флоскула за завршување на говорот. Не, јас сврсто верувам во секој збор што го кажав. Силно искрено ви благодарам за вашата доверба и поддршката која ни помогна нам како политичка гарнитура да ги туркаме реформите напред, да надминеме многу предизвици, да правиме модернизација и да се трудиме да го подобриме секој сегмент на животот на граѓаните. И верувам и сега дека токму таа ваша доверба во мене и во мојот тим и во нас ја представуваат и создаваат целата наша одговорност. Секогаш и на секој дел од теренот да продолжиме да го вложуваме секој атом од нашата сила, за да успееме да отидеме чекор понапред, да може да решиме некој проблем, да направиме придвижување, да се бориме макотрапно за секое ново работно место, секој нов метар автопат, секој намален трошок, секој дополнителен приход кој го остваруваат граѓаните. И дадов ветување дека нема да ве изневериме. И така го завршив говорот, затоа што најважен фактор во одговорноста е зборот. Денес еве стојам овде пред вас да го одржам зборот, да кажам дека сум благодарен и дека сме благодарни за вашата повторна поддршка која ја доверивте, за да можам повторно во името на сите граѓани да раководам со владата и да спроведувам проекти кои се од интерес за сите. И да продолжиме ние сите политички партии кои ја сочинуваат владата, да ја оправдаме поддршката на сите граѓани кои гласаа за нас, но и да работиме да го подобриме животот, стандардот, условите, можностите и на оние кои гласаа за нас, но и на оние кои гласаа за други политички партии или пак воопшто не гласаа. Денес даваме отчет за првите 100 дена од работата на владата. Отчет кој ние прв пат го промовиравме како средство за извештај кон народот. Покажавме еден нов стандард во политиката и кон кој се придржуваме целосно и секогаш во сите овие години. Во него се содржани проекти кои во најголем, огромен дел се спроведени по изборот на владата во месец јули, но и дел на проекти кои се спроведени и пред формалното формирање на владата, имајќи во предвид дека истите партии кои ја сочинуваа претходната, ја сочинуваат и сегашната владина постава и кои проекти представуваат континуитет на политиките и реформите кои се спроведуваат. Отчетот е резултат на проекти од конкретна програма, со конкретни рокови. Конкретни рокови за конкретни дела, конкретни чекори и конкретен буџет за реализација. Детално, прецизно и темелно. Одговорно, токму како што нашите сограѓани очекуваат, од некој кому му ја дале довербата. И не е случајно што граѓаните во континуитет ни ја даваат својата доверба. Тие ни веруваат во мнозинство. Работевме многу жестоко, многу во овој период, после изборите до сега. Жестоко темпо на работа. Во спроведувањето на програмата работеа и беа вклучени илјадници луѓе на сите нивоа и им благодарам за нивната посветеност и за желбата да се придонесе кон подобро утре. За само 100 дена целосно реализиравме 116 проекти, целосно реализирани, од вкупниот број на проекти кои се содржат во програмата. Други 554 проекти започнаа да се реализираат во овој период и се во тек. Или тоа се вкупно 670 проекти
кои се целосно реализирани и кои се започнати со реализација или активно се спроведуваат. При тоа би додал дека дополнително се спроведуваат и 161 проект, кои преходно не беа во изборната програма. Почитувани, сега би се задржал само на дел од она што е направено во изминатиот период. А ве повикувам на крај сите да го прочитате отчетот за тоа што работевме, каде ќе бидат содржани сите проекти, бидејќи во ова моје излагање невозможно е да се стават сите проекти заради временското ограничување. Во економијата и покрај предизвиците и реалните последици кои се чувствуваат во европската економија, како резултат на определени стратешки предизвици кои не зависат од нас, постигнавме највисок економски резултат во Европа во првиот семестар на 2014 година. Највисок економски резултат, најголем раст на економијата во Европа во првите 6 месеци. Растот на економијата е движен од високите капитални инвестиции од буџетот. Растот на економијата е движен и од извозот на фирмите, директни странски инвестиции во технолошките индустријски развојни зони и надвор од нив во индустријските зони. Во вториот квартал од 2014 година имаме раст на бруто домашниот производ од 4,3%, а во првиот квартал 3,5%. Во овој период интензивно се реализираат крупни инфраструктурни проекти во патната инфраструктура, железничката инфраструктура, во образованието, во здравството, енергетиката и во други области. Мерките што ги презедовме ја постигнаа целта и обезбедија работа за градежништвото и на други 20 индустријски гранки. Во првата половина од 2014 година, во споредба со првата половина од 2013 година, градежништвото има пораст од 5,6%. Странските директни инвестиции бележат раст од 12,1% во првата половина од 2014 година, во споредба со истиот период од минатата година. Македонија е ниско умерена задолжена земја. Иако многу пати слушам критики дека сме се задолжувале, дека еве само што не сме пропаднале, и што уште не. Но бројките и фактите потврдени од реномирани финансиски институции покажуваат сосема друго. Со одржување на умерен буџетски дефицит и внимателно земање на кредити за приоритетните инфраструктурни проекти, успеавме Македонија да остане земја со умерено и со одржливо ниво на долг, што е значајно за перцепцијата на инвеститорите, но и за сите идни генерации. Меѓународната кредитна агенција Fitch го потврди кредитниот рейтинг на Македонија BB+. Индексот на индустријското производство во периодот јануари-јули 2014 година во однос на периодот јануари-јули 2013 година бележи раст од 4,7%. Во периодот јануари-јули 2014 година, во споредба со периодот јануари-јули 2013 година, извозот бележи раст од 17,7%. При тоа растот на извозот во технолошко-индустријските развојни зони, значи само во нив, во периодот јануари-август 2014, во споредба со јануари-август 2013 година, бележи раст од 91,2%. Она што особено ме прави задоволен, тоа е напредокот во решавањето на еден од најголемите, ако не и најголем проблем на граѓаните. Тоа е проблемот со невработеноста. Ние остваруваме намалување на невработеноста како континуиран процес. Тој тренд има стабилен карактер и тоа е позитивно за нашата земја. Во вториот квартал невработеноста се намали на 28,2%, што, иако се уште високо, тоа е историски најниско ниво во последните 18 години, откако се спроведува анкетата на работна сила. Со тоа стапката на невработеност се намали, да подсетам, од претходните високи нивоа од 38%, колку достигна во периодите на претходните власти на политичките конкуренти во 2006, на 31,8% во 2011 и на
30,6% во 2012 година. За да се сруши психолошката бариера од 30% во 2013 и истата да се намали на 28,2% во вториот квартал на 2014 година. Истовремено, стапката на вработеност во вториот квартал од 2014 година изнесува 41,1%, што е највисоко, најдобро остварување откако се спроведува анкетата на работната сила. Притоа особено внимание обрнуваме на вработувањето на младите. Мерката за ослободување од плаќање на придонеси за работодавачи кои ќе вработат млади лица под 29 години се покажа како исклучително успешен проект, со кој досега во текот на неколку месеци се вработени над 3500 млади лица. Воведена е и мерка, согласно која младите до 29 години, кои се невработени и кои се на евиденција на Агенцијата за вработување на Република Македонија, државата им овозможува ефтини кредитни средства за самовработување и отворање на бизнис во вредност од 7 до 23.000 евра, со рок на поврат од 84 месеци и со само 1% камата на годишно ниво. Продолжува спроведувањето на мерката, преку која невработените имаат можност да користат ефтини кредитни средства за самовработување во висина од 3 до 22.000 евра во различни варијанти. Спроведен е и оглас за финансиска помош од 3.000 евра за отворање на собствен бизнис, неповратни средства што ги доделува државата преку Агенцијата за вработување. Континуирано се спроведува мерката за финансиска поддршка на работодавачите за отворање на нови работни места, при што се даваат од 3 до 12.000 евра во различни варијанти. Македонија останува земја со најниски даноци во Европа. Дополнително на ова, направивме намалување на стапката на данок на додадена вредност од 18 на 5% за училишниот прибор и за бебешки производи, за сточна храна или добиточна храна и жив добиток, токму онака како што ветивме во нашата програма. Ветивме и обезбедивме поголеми финансиски средства за поддршка на македонските компании. За компаниите обезбедена нова линија за ефтиниот финансиски инструмент во вредност од 100 милиони евра, при што државата ја субвенционира каматата во висина од 5,5%, и овој инструмент ќе помогне на многу македонски компании да го шират своето производство и да вработуваат нови лица. Околу 15 на македонски компании веќе ги повлекува првите средства од овој кредит. Направено е нивелирање на казните за македонските компании во зависност од големината на компанијата. Почната е последната фаза од проектот Топ Менеджмент, со кој на 140 менаџери од македонски компании ќе им се овозможи да заминат на едномесечна дополнителна обука во многу понапредни фирми и држави, за да ја пресликаат нивната работа во македонски фирми. Започна и реализацијата на вториот циклус од ангажирањето на странски експерти за потребите на македонските компании. Во следниот период од 45 до 60 дена нови 20 странски експерти ќе престојуваат, ќе работат и ќе ги даваат своите совети кај 20 македонски компании, што се аранжираше во изминатите 100 дена. Во завршна фаза е операционализацијата на Фондот за иновации и технолошки развој, со што за прв пат се создава установа која ќе ги поддржува иновативните компании. Односно, фондот кој што веќе е формиран, веќе се подготвува за својот прв оглас за поддршка на иновативните компании и физички лица. Во тек е воведување на централен систем за царинење, со кој се поедноставуваат царинските процедури. На сите компании во Македонија им е овозможено електронски да ги плаќаат даноците, со што значително се олеснуваат процедурите. Македонија и оваа година силно напредуваше на листата на глобалната листа на конкурентност на Светскиот економски форум Давос. На оваа листа Македонија напредуваше 10 места на глобалната листа, при што има позитивен напредок во сите 12 столбови на оценување. Да подсетам, минатата година напредуваше за 8 места, сега за дополнителни 10, значи за 2 години за 18 места на една од
значајните листата за конкурентност на Светскиот економски форум Давос. Почитувани, политиката на привлекување на странски инвестиции е една од најуспешните политики на владата во нејзиното портфолио. Како резултат на реформите и активната политика на владата за промоција на Македонија како полна инвестицијска дестинација во Македонија во овој период од после изборите, многу компании кои пред изборите имаа објавено инвестиции во овој период по изборите почнаа со конкретни постапки, некои од нив со градежни работи, со подпишување на договори и со многу други активности кои што значат операционализација на инвестициите. Многу нови компании донесоа и објавија одлука за инвестиции во нашата земја. Дел од компаниите кои веќе имаат инвестиции во државата се одлучија за нови инвестиции за проширување на своите капацитети. А има и добар дел на компании кои имаат донесена одлука за инвестиција во Македонија на интерно ниво, но тоа го немаат обзнането во јавноста. Огромен е бројот на компании со кои што сме во длабока фаза на преговори. 17 странски инвеститори кои пред изборите објавија дека ќе инвестираат во Македонија, а во овој период по изборите активно работат на отворање или подготовка на нови фабрики. Тоа се Диатек од Италија, која инвестира во технолошката индустријска развојна зона ТИР Скопје 1, во фабрика за производство на полиетиленски филм, адхезиви и слични продукти за индустријата на дигитално печатење. Инвестиција вредна 5 милиони евра, која треба да достигне до 10 милиони евра и вработување 200 во првите 2 до 3 години. Второ, американската KeySafety Systems веќе ги започна клучните подготовки и подготовки за регрутирање на вработување во фабриката за автомобилски делови, односно за воздушни перничиња во Тирс, Кичево. Ова инвестиција од 20 милиони долари и предвидени 1000 вработувања. Трето, ОДВ Електрик од Германија ги врши клучните и длабоки подготовки за инвестиција во фабрика за производство на кабелски инсталации и слични производи од автомобилската индустрија во Тир Струга. Инвестицијата ќе изнесува 15 милиони евра и 1000 вработувања. Со сите овие сме во длабоки контакти за да им помогнеме на нивните подготовки и тие ги користат сите потребни услуги на владините институции за да побрзо ги завршат нивните подготовки и да ги отворат нивните фабрики. Четврто, Technical Textiles од Германија ќе инвестира во Тирс Штип. Тоа го објави и веќе ги врши сите подготовки за отворање на своја фабрика за производство на фиберглас индустријски текстил. Инвестицијата е во висина од 12 милиони евра и 600 вработувања. Украинската енергија, така се вика компанијата, енергија, која што потпиша договор со владата за инвестиција во ТИР Скопје 2 за производство на индустријски пречистителни станици со најнова технологија, веќе ги врши подготовките за почеток на градба. Инвестиција вредна 18 милиони евра и 200 вработувања само на почетокот. Weibo Group, инвестиција која што треба да се смести во Ранковце, комплекс текстилни фабрики и метални фабрики, инвестиција со вкупна вредност од 400 милиони долари и до 5000 вработувања, инвестиција за која што компанијата Weibo Group најмалку 5 пати беше во овој период од 100 дена работејќи на нивните подготовки кои се надеваме ќе резултираат со старт на градба на нивните фабрики кон крајот на оваа година. Седмо, Apple Land од Дубај е во длабока фаза на градба на откупно-дистрибутивниот центар за јаболка во Ресен. Се очекуваат најмалку 100 вработувања само за почетокот и вкупна инвестиција во 2 фази од 10 милиони евра. Понатаму, 8. Италијанската ИТЕК веќе гради фабрика во Тир Стетово. 9. Таа ја почна градбата во овие 100 дена. 9. На почетокот на 2015, сега се вршат подготовки, за на почетокот на 2015 година Константиновски Плантов Металургикал еквипмент од Украина да влезе во фаза на експлоатација на рудникот за бакар Казандово во Ландово и изградба на
фабрика за производство на бакарни катоди. Инвестиција која ќе вреди 25 милиони евра и 150 вработувања во самиот почеток, потоа дополнителни. 10. Истем Медикал во Турција започнува наскоро, веројатно во октомври, како што ни најавија. Ги вршат последните подготовки за изградба на фабрика за медицинска опрема, катетар, хидрофилни катетри, уролошки системи и останати медицински производи. Инвестиција вредна најмалку 10 милиони евра за почетокот и за почетокот 250 вработени, потоа ќе следи како и за сите проширувања. 11. Euro BPO, компанија од областа на аутсорсингот, која објави инвестиција која обезбедува 400 нови работни места, започна со вработување на првата група на работници. 12. Компанијата Менсан од автомобилската индустрија, која предвидува инвестиција од 3,5 милиони евра и отворање на 100 работни места во првата фаза. Наскоро ќе почне градбата на својот капацитет и тоа нема да биде подоцна од крајот на оваа година. 13. Компанијата Ендава од информатичко-комуникацијската индустрија, која објави инвестиција со која ќе вработи 450 луѓе, започна со вработување на првата група на кадри. 14. Харма Фрут, која објави инвестиција во откупно-дистрибутивен центар во вредност од 6 милиони евра во период од 4 години. И за почетокот само вработување на 100 лица започна со првите откупи на земјоделски производи. 15. DFL Labs од Милано, Италија, која објави инвестиција во областа на информатичко-комуникацијскиот аутсорсинг со планирани 50 вработувања, почна со првите вработувања на кадри. 16. Филкап од Бугарија, која објави инвестиција во производен објект за производство на трафостаници во вредност од 4 милиони евра и 100 нови вработувања за почетокот, започна со изградба на објектот. 17. Маккарт од Германија, кој објави инвестиција во Велес во вредност од 35 милиони евра и 600 вработувања во првата фаза, започна со вработување на кадри. Почитувани, 6 дополнителни странски компании во изминатите 100 дена донесоа и објавија одлука за инвестирање во Македонија. Овие преходните беа кои што ја објавија одлуката пред изборите или за време на изборите, а сега веќе ги прават следните чекори. Сега ќе набројам 6 кои што веќе после во овие 100 дена донесоа одлука и ја објавија таа одлука. Тоа е Монтантен Груп од Италија, објави градба на фабрика во Тир Скопје 1 за производство на амортизери за тешки возила. Ова инвестиција во висина од 10 милиони евра со 100 вработувања, но со потенцијал до 400 вработени. Второ, Матч Груп, турска компанија од областа на земјоделството и прехранбената индустрија, која купи земјиште и планира градба на откупен центар и инвестиции во земјоделието, во 3 милиони евра во првата фаза, веќе ги врши своите подготовки. Трето, компанијата Демпо Груп од Турција, која се занимава со производство на амбалажа, јаглен и мермер, објави дека ќе инвестира во градба на 2 фабрики во Република Македонија. Првата инвестиција, која е во висина од 3 милиони долари, ќе биде во фабрика на производство за амбалажа со предвидени 150 вработувања. Втората инвестиција е во фабрика за производство на мермер и мозаици во вредност на инвестиција од 3 милиони долари и планирани 150 вработувања, но со можност и тенденција за вработување до 400 работници во подоснежните фази. Четврто, Смирна Парс од Турција, која веќе има инвестиција во Битола, планира купување на земјиште во Могила и Новаци, тоа го објави, а после тоа да се прошири во Росоман. За цел има создавање на нови садници во земјоделските производи и изградба на откупно-дистрибутивни центри. Пето, компанијата Охи Груп од Турција објави дека веќе е во финиш на подготовките да ја отвори со работа фабриката за гуми и лепенки за гуми во Битола, која ќе вработува 400 работници. Шесто, ProLine од Турција објави инвестиција во фабрика за производство на пластика во вредност од најмалку 3 милиони евра и почетни вработувања 50, а подоцна проширување. Две компании кои веќе имаат инвестиција во Македонија донесоа одлука за проширување на дејноста и изградба на нови капацитети, нови фабрики, и тоа Гришко, кој што објави инвестиција во нов капацитет и вработување од 160 до 200 работници, компанија која веќе има своји капацитети во една од зоните,
најави проширување на своите капацитети и нова инвестиција во третата фаза од своето производство. Уште 6 нови компании донесоа интерна одлука за инвестиции во Македонија, која се уште ја немаат објавено. И од тие причини не можеме да ги кажеме нивните имиња, но можеме да дадеме опис за нивната дејност и намери. Прво, германска компанија има интерна одлука да инвестира во ТИРС Скопје 2 во фабрика за производство на електрични уреди. Ова инвестиција би создала најмалку 500 работни места, од кои голем број би биле стручно образовани кадри, инженери и други технички лица. Второ, глобална корпорација од САД од автомобилската индустрија има донесена одлука за инвестирање во ТИРС Скопје 1. Вкупната инвестиција ќе изнесува околу 15 милиони евра и планираат отворање на вкупно 417 нови работни места до крајот на 2016. Трето, компанија од Турција има донесена одлука да инвестира во Македонија во капацитети за производство на прехранбени производи. Компанијата е една од поголемите индустријски капацитети за производство на храна во Турција. Четврто, американска глобална компанија од секторот за аутсорсинг реши да се прошири во Македонија. Фирмата планира во краток рок од 2 години да отвори 300 работни места, а во подолг рок планира отворање на 1000 нови работни места. Експанзијата ќе биде во работни места за поддршка на клиенти со застапување на западноевропските јазици, како англиски, германски, француски, италијански, па и некои од скандинавските јазици. Пето, мешовита американско и западноевропска интернационална компанија има донесено интерна одлука да инвестира во Прилепско-Мариотскиот регион. Ова инвестиција би имала најмалку 1000 вработувања во Прилеп и во целата околина во овој регион. Шесто, компанија со седиште во САД има донесено интерна одлука да инвестира во Македонија и да отвори капацитети во Скопје и Битола со предвидени 2000 нови работни места. Тоа се вкупно 31 странска инвестиција. Вкупно 31 странска инвестиција. Вемувам, иако може би и не требало да се спомне, подсетете се во минатото, пред доаѓањето на оваа политичка гарнитура, дали имало само една нова странска инвестиција во Гринфилд, значи нова фабрика, која ќе отвори нови работни места и ќе ја придвижи економијата и ќе вработи луѓе. Во делот на инфраструктурата, можам да кажам дека ова е период кога како никогаш порано, во исто време интензивно се работи на изградба на 3 автопатски делници. Изградба на нова автопатска делница Демиркапија Смоквица во должина од 28,2 км и согласно со предвидената динамика за работа, комплексното завршување на оваа делница, целото завршување на оваа делница е до крајот на 2016 година. Вкупната вредност на проектот е 210 милиони евра. Изградба на нова автопатска делница Миладиновци, значи Скопје-Штип. Вредноста на договорот е 374 милиони евра, а изградбата ќе биде завршена во 2017 година. Автопатот е во должина од 47 км. Изградба на нова автопатска делница Кичево-Охрид. Вредноста на договорот 206 милиони евра со можност за максимум 10% за дополнителни непредвидени работи, а изградбата ќе биде завршена во 2016. Отпочната рехабилитација на автопатот Велес-Катваново, како дел од коридорот 10, инвестиција вредна 5,7 милиони евра. Завршена е изградбата и реконструкцијата на 49 локални патишта во вкупна должина од 80 км. Отпочната е изградба и реконструкција на 13 локални патишта во вкупна должина од 30 км. Завршена е рехабилитацијата на 29 км регионални патишта, во теке рехабилитација на 6,5 км регионални патишта. Во делот на енергетската инфраструктура, реализиран е проектот изградба на парк за ветерни електрани Богданци, со што Македонија ја доби првата електрана од ваков вид. Реализиран е проектот за ревитализација на 6 големи хидроелектрани, со што се зголемува инсталираната мокност, но и векот на траење на хидроелектраните Главочица, Шпилје, Тикве, Жвурток, Равен и Козјак. Во делот на образовната инфраструктура, реконструирани се 8 средни и 19 основни училишта. Завршена е изградба на 1 средно и 3 основни училишта. И извршена е доградба на 2 основни училишта.
Изградени са 5 монтажни модуларни училишта во рурални средини. Завршена е градба на 2 спортски сали. Пуштени се во употреба 8 нови павилиони за студентите во домот Стив Наумов, во автокоманда. Објавен е тендер за реконструкција на блоковите на студентскиот дом Гоце Делчев, кој е дел од проектот за негова темелна реконструкција, како што најавивме преходно. Во делот на образованието, реализиран е проектот за воведување во образовниот систем на наставните програми од Кембридж, Велика Британија, и набавка на учебници од прво до трето оделение по предметите математика и природни науки, изработени согласно програмата на Кембридж, една од најуспешните институции во светот за изработка на учебници и наставни програми, и одобрени од Меѓународниот центар за образовни програми на Кембридж. Меѓународната IB програма е воведена и во рамките на предметната настава од 5 до 9 оделение. Почна проектот за темелна реформа на педагошките факултети во државата, кој што е во длабока подготовка и најверојатно до крајот на октомври ќе влези во владина и веројатно во парламентарна процедура. Во делот на здравството и социјалната политика донесен е закон за отворање на аптеки во руралните средини. Собствениците на 2 или на повеќе аптеки во иста општина или на 5 или повеќе аптеки на територијата на Македонија, во согласно со најновите измени на законот за лекови, во законот за лекови и медицински помагала, имаат оврска да отворат аптека или аптекарска станица во рурално подрачје. Направени се првите кардиохируршки интервенции во јавното здравство во Република Македонија како дел од проектот Државна кардиохирургија, и веќе државната кардиохирургија нормално и успешно функционира. Се обезбедија 70 специализации во Германија, Хрватска, Словенија, Србија, Бугарија, и тие веќе започна да се реализираат. Започна со реализација проектот за бесплатна телефонска линија за медицински совети. Заврши реконструкцијата на здравствениот дом во Крива Паланка. Завршена е реконструкцијата на поликлиниката Букурешт, а се започнува реконструкцијата на болницата во Кичево. Продолжи подготовката на проектот за почеток на изградба на нов клинички центар во Скопје, како и нова клиничка болница во Штип. 2 проекти на кои што се прават големи напори за нивно придвижување, и тие се придвижени, и сме многу близко до започнување на градба на овие два објекти. Во напредна фаза е изградба на 5 центара во Скопје, и во сиот овој период од студена таму силно се работеше. Донесена е одлука за воведување на поливалентни вакцини за вакцинација на децата. Проектот за домашна визита се проширува на лицата од ранливи категории. Започна проектот за отворање на нефролошки пунктови. Понатаму донесена е мерка со која се предвидува секоја градба наменета за стамбено домување, во која има 10 или повеќе стана, да биде приспособена за пристап и за движење на лицата со попреченост, како и еден од 10 стана да биде приспособен за живење на лица со инвалидитет. Прв пат во Македонија се носи ваков закон. Донесена е мерка со која се предвидува сите пешачки патеки и јавни површини што ќе се градат во иднина да имаат и патека за движење на слепите лица. Продолжуваме со силната поддршка на земјоделието, како што најавивме во програмата. Во периодот од првите студена на владата успешно заврши аплицирањето на овие средства на средствата за субвенции по мерките за директни плаќања, за што барања поднеле 74.000 корисници и дел по дел тие се исплаќаат. Почнувајќи од оваа година, земјоделците ги добиваат субвенциите по однапред дефиниран календар на субвенции, како што ветивме преходно во програмата, со која е определена стрикна динамика на аплицирање и рокови за исплата на субвенции. Времето на исплата на субвенциите е усогласено според потребите на земјоделците за финансирање на земјоделските активности, зависно од карактеристиките на земјоделското производство. До сега, според овој календар, се исплатени тутунарите во износ од 26,5 милиони евра, а во периодот септември-октомври, односно пред и за време на есенската сејдба, следи исплатата на полјоделските култури. На барање на земјоделските здруженија продолжен е рокот за поднесување на барања за легализација на земјоделската механизација. Реализирани и во финална фаза на реализација се сериозни инвестиции во инфраструктурата на македонското село. 14 проекти за изградба на локална патна инфраструктура и инвестиции во водоснабдителни и канализациони системи.
10 проекти за подобрување на квалитетот на живот во рурални средини и 6 проекти за зачувување и напредување на традиционалните вредности во руралните подрачја. Започнати се конкретни инвестицијски активности за проекти во наводнувањето и одводнувањето, и тоа привршува изградбата на системот за наводнување Маркова река Куклиш, со кој се обезбедува наводнување на околу 400 хектари нови површини на земјоделско земјиште. Започнува изградбата на пристапниот пат до локацијата кај која ќе се гради браната Речани на Оризарска река со придружни објекти и акумулација, со која ќе се реши проблемот во водоснабдувањето на општините Кочани, Виница и Чешиново, Облешево и ќе се овозможи наводнување на 1500 хектари нови површини на земјоделско земјиште. Завршена е тендерската постапка за чистење на 143 километри каналска мрежа, со која ќе се превенираат ситуации на поплавување на земјоделските и неземјоделските површини. А активностите ќе се реализираат во средината на месец октомври. Во тек е тендерската постапка за избор на изведувач на браната Конско, како еден од најголемите капитални инвестиции за следниот период. И обезбедени се услови за започнување на времена експроприација за изградба на хидросистемот Равен-Речица. Во овој период, а со цел континуирано и долгорочно инвестирање во инфраструктурата за наводнување и одводнување во Република Македонија, подготвен и во фаза на регионални јавни расправи е планот за инвестирање во водостопанската инфраструктура за периодот 2015-2025 година. Овој план, со кој се планира да се инвестираат по 20 милиони евра секоја година, ги содржи сите предвидени инвестиции во водостопанството во Македонија до 25 година, кои треба да резултираат со зголемување на наводнуваните површини на долг рок за нови 24.350 хектари и преку тоа зголемување на преносите на производството. Почитувани пријатели, Македонија обрнува значено внимание на социјалната политика и на социјалната правда. При тоа од особена важност е поддршката и помошта која ја правиме за подобрување на позицијата на најранливите категории на граѓани и на кои им е потребна најголема помош и поддршка. Првата одлука на новата влада беше донесување на закон за откуп на долговите за социјално ранливите категории. Тоа беше и наше ветување во програмата. Овој закон помина и во собрание и веќе заврши првата фаза од неговото спроведување, во која сите доверители, банките, ЕВН, Топлификација, нотарите, извршителите го изразија својот интерес да учествуваат во процесот и тоа врз основа на јавен повик. Во тек е втората фаза во која сите должници од социјалните категории, кои се наведени во законот, за долговите по основ на сметки за електрична енергија, парно, ненаплатливи кредити, ги пријавуваат своите интереси да учествуваат во процесот и да им бидат отпишани долговите како што предвидува законот. Покрај ова, за поддршка на ранливите категории, донесена е мерка со која на лицата кои примаат социјална помош и постојана парична помош и на лицата со ниски примања, елаборатите за легализација на бесправно изградените објекти и дивоградби ќе им ги прави државата бесплатно. Извршено е ослободување од плаќање на радиодифузна такса за примателите за лицата кои се во социјален ризик, односно за примателите на социјална помош. Овозможен е бесплатен одмор за 2000 деца од семејства кои се во социјален ризик. Донесени се и низа мерки за унапредување на животот на македонското семејство, меѓу кои и следните. Дополнително позитивно се унапредија условите од проектот Купи куќа, купи стан, односно донесена е одлука да се намалат каматните стапки за субвенционираниот стамбен кредит за граѓаните од 4,99 на 3,95 за првите 3 години од отплатата на кредитот и од 5,5% на 4,44% за четвртата и петата година за моделот кај кој се субвенционира дел од месечниот ануитет, онака како што беше ветено во програмата. Започна со реализација проектот Слободен четврток за студентите, со кој на студентите секој четврток ќе им се овозможи бесплатна влезница за посета на представи од областа на културата, опери, балети, концерти, театарски представи, изложби и слично, и бесплатен превоз со жичарницата до Водно. Воведен е бесплатен превоз со железничкиот сообраќај за повозрасни лица, жени над 62 и мажи над 64 години, секој втор викенд во месецот,
Бесплатен железнички превоз за млади до 27 години секој трет викенд во месецот. Бесплатен железнички превоз за студенти секој четврток и попуст од 50% за железничкиот превоз за ученици и студенти секој ден. Во сферата на културата беше пуштен во употреба новиот современ театар во Велес. Беа промовирани преводи на дела на македонски јазик од албанската и од турската книжевност во Македонија, застапени во проектот 135 тома македонска книжевност. Се изведе покривната конструкција на сцената Долни Сарајево Охрид и се донесе закон за прогласување на старото градско јадро на Кратово за културно наследство од особено значење. Во областа на Министерството за внатрешни работи се продолжи со реформите. Се реализираше проектот за мобилни полициски станици. Се овозможи граѓаните да предложат сообраќајна контрола преку веб страницата на Министерството за внатрешни работи со цел подобрување на состојбите во сообраќајот, односно зголемување на безбедноста и поефикасно откривање и санкционирање. Се реализира редица други проекти во насока на транспарентно и ефикасно работење на полицијата. А владата започна и силна кампања во делот на безбедноста во сообраќајот. Во сферата на Министерството за локалната самоуправа се извршија редица работки, меѓу кои што изработка на техничка документација за нови индустријски зони во општините од Вардарскиот плански регион. Се реализира проектот за изградба на мултикултурен центар Турска бања Виничко Кале во источниот плански регион и се изврши реконструкција на повеќе училишни објекти во повеќе области. Драги пријатели, има уште многу проекти кои се реализирани или се во тек на реализација. Би додал само уште неколку важни работи. Наш стратешки приоритет остануваат евроатлантските интеграции, на кои работиме и покрај пречката со спорот за името кој го отвори нашиот јужен сосед. Македонија е посветена на напредување и позитивен развој во однос на ЕУ агендата. Наш фокус останаа реформите поврзани со Европската Унија. Македонија продолжува со овие реформи, бидејќи и со сите предности што ги дава и хват механизмот. И оваа година, како и во периодот кој престои, посветени сме на реформите во правосудството, реформата на јавната администрација, подобрување на севкупната економска состојба, воспоставување на професионални стандарди, како 5 приоритетни области во процесот на европската интеграција. Наш стратешки интерес останува и членството во НАТО. Македонија е активен учесник во мировните мисии и ги споделува вредностите врз кои се темели оваа организација. Придонесот на македонските мировници е јавно посочуван и признаен. Единственото отворено прашање кое не попречува во контекст на ЕУ и НАТО е спорот кој го отвори нашиот јужен сосед поврзан со името на државата, на јазикот и на нацијата, зашто ние постојано укажуваме дека сме отворени за разговори, за диалог. И тоа е процес кој зависи и од волјата на соговорникот. Продолживме да работиме и на превземените обврски, односно на спроведување на Охридскиот рамковен договор, кој е основата за натамошното јакнење на мултиетничкиот карактер на нашето општество и на унапредувањето на односите меѓу различните заедници и почитувањето на културните права. Во таа насока, во изминатиот период, беа спроведени политики кои произлегуваат од овој договор. Континуирано се работи на подобрување на положбата на немнозинските заедници, преку нивно интегрирање во општеството, преку образованието, правичната застапеност, особено на помалите етнички заедници, употребата на јазиците на немнозинските заедници, понатамошната децентрализација. Сето ова остана и ќе остани во фокусот на нашето внимание. Постојат предизвици во повеќе полиња и ние сме потполно свесни за тоа. Судството, медиумската област, јакнењето на свободата на изразување се полиња чии демократски капацитети сакаме да ги зајакнуваме и понатаму. Онаму каде можеме директно придонесуваме, или пак онаму каде не можеме директно, сите конструктивни забелешки ги адресираме до надлежните инстанции. Политичките предизвици, диалогот со опозицијата, ќе се трудиме да отпочнем, како што се трудевме и досега, и ќе продолжиме со тие напори.
И ќе се трудиме да отпочне и да биде на принципиелна основа, како што тоа досега го правевме. Но никако нема да дозволиме граѓаните и нивната слободно изразена волја да бидат уценувани или да се создаваат преседани кои ќе воведат понатаму лоши практики и ќе ја срушат смислата на слободно дадениот глас и подршка на некоја политичка опција. Во овие стодена останавме на ветеното, иако во многу земји владите прават одлуки спротивни на нашата. Но ние донесовме одлука и предвидовме средства во буџетот за зголемување на платите на администрацијата за 4%, започнувајќи од октомвриската плата која се исплаќа во ноември. Донесена е одлука и предвидени се средства во буџетот за 2015 да продолжи зголемувањето на пензиите и да биде за 5% следната година, започнувајќи од септемвриската пензија во 2015 година која се исплаќа во октомври 2015 година. Донесена е исто така одлука и предвидени се средства во буџетот за 2015 за да продолжи зголемувањето на социјалната помош на граѓаните. За зголемување на надоместоците за социјална помош за 5% започнувајќи со зголемениот надоместок во јуни 2015 година, кој се исплаќа во јули 2015 година. Почитувани, отчетот содржи елаборација на многу проекти. Јас денес споменав само мал дел. И сите тие проекти по сите параметри и по сите реакции тие носат одредена корист за народот или за определена општествена група од народот. За да подобрат некои услови, за да дадат нови можности, некое покачување на примања, некое намалување на трошоци, да помогнат во решавање на одредени проблеми, да премостат некои проблеми. Едноставно, даваат корисност. И таа корисност се однесува на целиот народ. Тука нема разлики по нација и по вера, по пол или по богатство. Се однесуваат на сите граѓани. Проектите се за сите, за македонците, за албанците, за турците, ромите, србите, власите, бошњаците и останатите, за христијаните, за муслиманите, за атеистите, за сите други припадници на други религии. Секој еден граѓанин може да се пронајде во барем еден проект, најмалку во еден проект, а во најголем број случаи во многу повеќе проекти од еден. Ке продолжиме силно и понатаму. Има уште многу проекти кои треба да се движат напред. Уште многу работа и свесни сме за тоа. Свесни сме и за надежите кои ги полагате во нас. Ке продолжиме со силно темпо за секој еден од вас, затоа што вашата доверба мотивира. Им се извинувам на колегите министри, членови на владата, што навистина не можеше да се вбројат во овој мој отчет, во ова мој излагање сите проекти кои тие ги реализираа со многу труд и со многу посветеност. И сакам уште еднаш да им се заблагодарам што го следеа силниот ритам и жестоко темпо и што максимално се трудат да останеме достојни на зборот и на нашето ветување. Така и ќе продолжиме. Пошироката верзија, односно целосната верзија на овој отчет, ќе можете да ја најдете на веб страницата на владата и секако ќе биде испечатена во одреден број примероци и во печатена форма. Почитувани граѓани, ќе завршам како што и почнав. Ви благодарам на довербата и на поддршката досега. Ние знаеме што тие значат и колкава одговорност ни создаваат. И нема да ви изневериме. Ви благодарам.